Секое семејство е должно да води грижа за децата. Родителите се особено одговорни од нивното поведение. Во голема мера зависи начинот на кој тие ќе пораснат и какво ќе им биде воспитанието. Влијанието на секој од половите речиси еднакво, но однесувањето на посилниот секогаш останува во сеќавање и може да предизвика сериозни трауми. Кај Иванов, последниот пат и водичка не ни даде. Па не ни даде вода да се напие, а не совет да ти даде. Да те охрабри, татко на нацијата, Не очув ништо, непријатно. При вакво отсуство стеснетиот или неминовен избор ја отвара можноста моќта да се пренесе на релативно послабиот пол. Сепак на таквата очигледна желба и намера предупредуваат најблиски на семејството, кои ниту оправдуваат, ниту прифаќаат таков концепт, по кој улогите се делат само и натаму да се манипулира со лица, кои уште пред 9 години го надминале полнолетството. Велат доста ни од татковци, сега може би е време да пробаме со мајка на нацијата. А татковина, велам јас, без мајка нема. Тоа не е мојот пристап во гледањето на демократијата. На татковината и личи да има мајка. Граѓаните не се инфантилни, мене не ми се потребни деца. Во секој случај наивноста во политиката не изостанува без оглед на возраста и изминатата километража, кои би требало да бидат некаков доказ за созревањето. И натаму, наместо реални бројки, идеолошката конкуренција на модерното доба за пресметка со неистомислениците не се користи со старите и вистинските, туку со алатките на новото време. Ние креиравме нова страна и колку за споредба, кога ни ја преземаа страницата, пејџот имаше околу 28.000 лајкови, сега има 25.000, што значи е паднат, а ние кога го основавме за само 3 месеци имаме околу 9.000 лајкови. Собирањето лајкови не ја покажува вистинската слика, туку е само израз на лажна перцепција за влијание. Нивната валидација се изразува низ прецизни параметри, кои го представуваат расположението. За сериозноста која тоа го предизвикува, сведочи само наизглед духовитиот одговор. Го гледате сите резултатот во првиот круг. Прво, на ниво на државата. Народот наш прекрасен, така го темпираше, ни Мицко да бойкотира, ни ние многу фраери да се прави. Но кога видовме резултатот, опа, на сите, малку паците, ни се затреси. Секоја емоција која е неприродно креирана не предизвикува ведрина, туку алармира на опасност во која се користат сите расположливи средства за санација. Додворувањето и кокетирањето се адути кои се ставаат во функција, тогаш кога кај другата страна се чувствува целосно отсуство на интерес, поради цврстината на врската која е во тек. Нешто лично ќе ви кажам што го премолчав преска. Родена сум во турска куќа, мојата ќерка ја одгледала ромка. Јас можело и да се омажам за албанец. И на крајот, од политичката во државната интима, која обелоденува сериозни тајни кои се разгледувале и би можеле да го сменат курсот на историјата. Опцијата беше или ќе ја нападнеме Грција, да освоиме, што е срамота во 21 век. Помногуте вакви триумфи во минатото. Веројатно вистинска среќа е што е 21 век.